Партиските машини на Социјалдемократскиот сојуз и ВМРО ДПМН се ставаат во очигледен погон. Под мотото на прав пат и со боите на европските социјалисти, СДСМ во саботата ја започнува кампањата во која се предвидени 10 поголеми и 14 помали трибини низ целата држава. Партиски тимови ќе одат од врата на врата со намера на граѓаните детално да им се објасни што е сработено од ветеното. Имам чест и особено лично задоволство да најавам дека новиот концепт и систем на работа на Социјалдемократскиот сојуз дополнително ги интензивира активностите и средбите со граѓаните во периодот што следи. Тоа го правевме во текот на целото лето, остваривме 560 средби со граѓаните, малски и урбани, а од денес, под слоганот на прав пат, СДСМ започнува караван на отворени, јавни и граѓански трибини ширум Републиката. Очигледно и не случајно е што Социјалдемократскиот сојуз својата кампања ја започнува од Штип, градот на кој тие многу полагаат од ред причини. Но паралелно на СДСМ, веќе се погласно се слуша и машината на ВМРО ДПМН. Неголемата опозициона партија во политички живот враќа голем број видни граѓани, експерти, но и поранешните кандидати за председатели Гордана Силјановска и Сашко Кедев. Лидерот на партијата Христијан Мицковски ги соопшти имињата на избраните од него, кои ќе бидат дел од неговиот тим во кампањата именувана како Обнова на Македонија. На Македонија и треба визија за единината која заеднички ќе ја градиме. Во таа насока формирав тим од стратешки соработници, составен од врвни професионалци, со одлично лично и професионално портфолио, врвни достигнувања секој во својата област. Овој тим е составен од професори, доктори по наука, успешни менаџери, експерти и одлични аналитичари. Меѓу другите, во него се Владимир Дуковски, Игор Дурловски, Гоце Наумовски, но и експерти од странство како на пример Хозе Караско и некои други кои се европски и светски авторитети во нивните професии. Овие активности од сите страни упатуваат на можни предвремени избори во март или април идната година, особено што на 17 октомври се очекува конечна потврда за тоа дали Македонија ќе добие или не датум за отпочнување на преговорите со Европската Унија. И во едната, и во другата варијанта изборите се можни, зашто одлуката секако ќе носи предност за едната партија.